Добро вечер на сите. Драго ми е што можеме да дојдем, да бидеме тука заедно, да зборуваме за нешто кое што верувам дека е можеби најрадикална компонента на христијанството. Значи, ако нешто денес христијанството има радикално во себе, ако нешто не предизвикува нас, и знаете што, да не се правиме премногу големи христијани и преголеми светци, ова нешто не предизвикува и нас како христијани. Значи, кога ние збориме за христијани, дека сме ние христијани, ние не мислиме дека сме подобри од другите и не мислиме дека неминовно имаме све разбрано и се треба, не знам, на сите други да им објаснуваме како стојат нештата. Едноставно имаме момент во кој што откриваме, Библијата ни зборува, оние кои што беа сведоци на Христовиот живот, смрт и воскресение, ни зборуваат за нешто кое што е суштински и кое што нас ни го пренесуваат. И ако бидеме искрени, еве и како христијани, значи, и нас не ни се најмили некогаш овие моменти. Кога Исус зборува за љубовта и кога вика љубете ги вашите непријатели, ја читам прв пат, викам, Боже, можеш ли и без ова да помине Библијата? Значи, баш, ајде, нели, ти што ти се драги, ти што ти се мили, оние со кои што си ги имаш муабета, добро е да си ги сакаш, да ти се блиско до тебе. Ама непријателите, благословувајте ги оние кои што ве мразат. Господе, кога некој ме прашува кој е најтешкиот стих во Библија, ја верувам на еден мој пријател кој што ова го каже и мојот одговор е исто. Ова се најтешките стихови во Библијата. Љубете ги вашите непријатели и благословувајте ги оние кои што вас ве мразат. Тоа е најтешко. Се друго може да биде, не знам, грчки, еврејски, што и да е, ова е суштината. И ова нешто, оваа љубов на која што Исус нас не повикува, е нелагодна. И како трнчиња, мали трнчиња на нашите столици или дома кога читаме Библија, не ни е баш нај мило кога слушаме вакви нешта. Не ни е најмило. И еве што сакам да ви кажам. Нема ништо порадикално, нема ништо по контракултурно денеска, нема ништо нема концепт кој што потешко се прифаќа денес од следниот. А тоа е дека според Бог и неговите мерила. Слушате ме добро. Значи ова е суштината на она што Бог нас ни го кажува. Според Бог и неговите мерила, љубовта е поважна од перформансите. Човек кој што љуби, човек кој што има љубов за Бога, човек кој што има љубов за својот ближен, човек кој што има љубов во своите меѓучовечки односи, љубов кон Бога, е во Божите очи реално позначаен, посодржаен од оној што има перформанси. Без разлика какви перформанси. Образование, работа многу јака, со многу пари, не знам, се оженил, се омажил со некој многу битен, ги омажил синовите или ќерките со некој многу битен. Ништо нема, значи не постои нешто што е за Бога поважно од човек кој што го љуби него и кој што го љуби својот ближен, во било која форма на однос. Тоа е суштината. И нема нешто порадикално. Ќе ви кажам и зошто. Ние можеме со ова да се согласиме, да кажеме да, стварно е така, и ја така верувам. Се што ќе искусиме во овој свет, во овој историски период, е всушност контракултурно. Наспроти ова што нас ни го објавува Библијата. Наспроти ова што нас ни го сведочи Светото писмо. Суштинска работа. И суштината на љубовта која што во Библијата е опишана како себе давање, таа е таквата љубов. Значи таа љубов која што е великодушна, и ќе прочитаме цел текст. Таквата љубов на Божјата вага на нештата превагнува веднаш. И денес сакам да ова што ни го зборува Библијата, понекогаш ние викаме длабоки библиски вистини, нели? Сега ќе зборуваме за некои длабоки, не, сега ќе зборуваме за она што Библијата ни го зборува како за љубов. Ќе ви кажам дека сите ние, без разлика, дали некој во оваа наша просторија денеска верува во Бог или не верува, се соочил со овој парадокс, се соочил со овој момент. Со суштината на љубовта. Ќе ви кажам, суштината на љубовта во однос на тоа дека самата љубов која што себе се дава е поважна од перформансите. Сите ние, верувам без исклучок, сме биле во ситуација кога сме мислеле дека со подобрување на нашите перформанси ќе се здобиеме со нечија љубов. Дали некој бил во таква ситуација? Си викаш вака, неговата љубов или незината љубов ми е мене на дофат. Малце ми треба. И ако ја можеби завршам факултет, ќе ме сака. Или ако завршам магистратура, можеби ще малце, или ако докторат ептен ќе ме сака. Или си викаш излеја до парите, си викаш не може да ми биде девојка и не сака да ми биде девојка затоа што сум јас сиромашен. И сега ако земам кола, подобра кола, или ако земам стан или кој кажам дека кој ќе умрат прабаба ми и прадедо ми дека ќе наследам лозие позади водно и ќе го продадам и ќе бидам
не успева таквото нешто. И сите оние варианти, општествен статус, си вика, понекогаш си викаме, тоа е затоа што само што сум завршил, можеби факултет или се уште немам некој работно место квалитетно, кога ќе станам ја нешто битно, кога ќе станам министер у влада, или кога ќе ме викнат да бидам советник некаде, или кога ќе бидам ова или оноа, сигурно ќе се здобиам со неговата љубов или со незината љубов. Сте имали ли? Сите сме имали таков момент, сите до еден. Во училиште на крају крајава. Си викаш, ако учам повеќе, има наставничка кој што многу не ме сака и сега ќе учам повеќе и ќе запнам и оно ќе го види тоа и ќе почне да ме сака. Наставниците се таму да не воспитуваат и да не образуваат, значи не е имено нешто да не сакаат посебно. Бар така јас сум ги гледал работите. Ама цело време таква некоја замка, дека можеби нас нешто ни недостасува, дека ако ние ги подобриме нашите перформанси, ние ќе бидеме во можност да бидеме повеќе сакани. Понекогаш можеби најсвирепо е кога станува збор за најблиска фамилија, родители и деца и родители. Како дете, ако не се чувствуваш сакан од твоите родители, си викаш, ако имам подобри оценки од мојот брат или од мојата сестра, ќе ме сакаат поише, или ако сум подобар во спорт од нив, ќе ме сакаат поише, или ако чистам поише куќа, ќе ме сакаат поише. И со тек на време сваќаме дека едноставно работите така не функционираат. Не функционираат. И упорно ние одиме и упорно ние мислиме дека нашите перформанси, нашиот статус во било кој подрачје нашиот живот ќе ни помогне ние да бидеме луѓе кои што ќе бидеме повеќе сакани. Библијата оди наспроти тоа, затоа што цело време мантрата на денешната култура, знаете што е? Еве што е мантрата, вика вака. Како што ти се зголемуваат твоите перформанси, така повеќе луѓе те сакаат. Како што твојата плата ти се качува горе, така поише луѓе ќе сакаат да бидат со тебе. На што поекзотични места ќе идеш на одмор, и што по-екзотични фотографии ќе си постираш, не знам, на Фейсбук, така луѓето ќе си викаат, леле, едва чекаме да не биде пријател, или едва чекам да ми биде девојка, или да не знам, значи, тоа е тој момент. Перформанси. И понекогаш, во оние моменти кога некој едноставно прекинува однос со нас, може да ни измачува кратко или долго време, тоа прашање, што можев да направам поише, за да ме сака, што можев да направам поише, за да бидам. Ако успеам во кариера, ќе ме засака. Ако успеам во стекнување пари, ќе ме засака. Ако станам попаметен, ако докторирам, ќе ме засака. Ако му покажам колку добра домаќинка сум, ќе ме засака. Па тука имаме нели супер домаќинка. Дзик. Лета све, шведска маса, доречек, ручек вечер. Ако ме засака мајка му, и он ќе ме засака. Другари, зборете со машки, отворено ќе видите дека тие две нешта се тотално неповрзани. Значи, тоа, мои драги сестри, че тоа нема никаква. Тоа, нели, оној момент импресионирање на мајка. Сега мајката, ако падне у несвес и ако каже, еве сине, ова е за тебе, и синот ќе падне у несвес. Кога мајката паѓа у несвес, синот неминовно не паѓа у несвес. Значи, тоа, или речи си, никогаш не паѓа у несвес. Најчесто е, мамо, ај остави ме на рад. Така, значи, тоа е најчесто тој момент. Ако сум луд или ако направам нешто лудо, ќе ме засака. Па можеш како луд да завршиш, значи може да си зафркнеш живот, затоа што си викаш, сега ќе направам нешто тара, и сите ќе паднат у несвес, и ќе паднат у несвес, девојката ќе падне у несвес, или дечкото ќе падне у несвес, некој паѓаат у несвес пошто е тоа нешто опасно и уште поише те оддалечува од нив. И мислам дека реално, ова на што инсистира Библијата е наше реално искуство. Дека наше разбирање, дека ако ние ги подобрим нашите перформанси, некој нас ќе не засака. Дека ваквиот став е најголемиот бунар без дно во нашиот живот. Тоа нешто едноставно нема дно. Ти фрлаш од озгора и си викаш ќе дојдам до некој дно, значи ќе се оформи тој бунар без дно. Фрлаш и фрлаш у празно. Фрлаш делови од твојот живот во празно и цело време си мислиш дека следното парче, следниот, значи што и да е, што го фрлаш внатре, ќе го заокружи тој бунар и ќе го направи бунар, ама реално тоа е тотално исцрпувачка пракса. Ако му сготвам, ако му ова, ако ги подобрам, со еден збор, ако ги подобрам моите перформанси, ќе бидам сакан. И тука морам да кажам една работа. Дека понекогаш со овој став не му пристапуваме на Господ, на Бог му пристапуваме. И си викаме дека сега, као што сите мене ме мереа по моите перформанси, ете го Бог горе на небото и тука помеѓу нас, кој што ми ги мери моите перформанси. И ми штопува, што правам,
колку сум у црква, дали сум на време, тоа све се забележува. И мислам дека ако е тоа нашиот став, ако е тоа твојот став, ова е една мала дигресија, ако е ова мојот и твојот став, дека ние треба да ги подобриме нашите перформанси за Бог да не сака. Тоа е најголемата и најподмолната лага која што може да се протне во нашиот христијански живот. Дека ние треба да ги зголемиме нашите перформанси за Бог да не сака. Бог вика, знаете што, ве сакам такви какви што се. Јован 3:16, зашто Бог толку го засака овој свет што го даде својот единороден син. Значи нема поголема љубов од некој, од Бог што го дава својот син. И затоа секогаш кога имаш дилеми, секогаш кога си мислиш, дали Бог реално ме сака, или треба можеби поише да се молам за он да ме засака, или треба можеби поише да читам Библија. Тоа не е така. Бог прво не сака, и затоа што не сака, и затоа што ние искусуваме таа љубов. Ке нас се создава љубов и ке нас се создава желба ние да проведуваме време со него. Ние да читаме Библија, не само да читаме Библија механички во смисол, Господе, кога ние веруваме дека по перформанси нас ни се всушност по нашите перформанси се зголемува Божјата љубов за нас, тогаш ние читаме 3 стиха и викаме, Господе, забележа така, да, фала ти пуно, еве јас се продолжувам. Тоа е тоа. А Бог ни вика, те сакам. И еве ти го Светото писмо, достапно ти е. Достапно ти е у хартиена верзија и достапно ти е денеска само изгуглај Свето писмо, милион ќе ти излезат свети писма денеска. Значи ние денеска живееме во време на пролиферација на свети писма, на достапност која што е веднаш и сега. И тогаш од таквиот став всушност произлегува тоа. Од таквиот став произлегува моментот, од таквиот став произлегува молитвата, зашто ние сакаме да проведуваме време со личности кои што нас не сакаат. И кога ние знаеме дека Бог нас не сака и дека не треба да направиме ништо за да не засака поише, ние тогаш проведуваме време со таа личност. И ние во нашите хоризонтални односи, луѓе кои што не сакаат, кои што веруваат во нас, кои што не ценат, кои што ги имаат некои нешта кои што ги читаме сега, ние сакаме да проведуваме време со нив. И затоа проведуваме време со Бог. Не затоа што имаме некоја табела па ќе штиклираме. Направено. Апостол Павле им пишува едно писмо на една многу рана црква, една од најраните цркви, тоа е црквата во Коринт. Коринт е денес мало место во Грција. Им пишува еден текст кој што јас во изминативе години сум го слушал во многу некои драмско-поетски читања. Да зборувам на сите, значи човечки јазици. И се тоа е фино. Значи за мене барем, може со мејајте таков како што сум. Тоа е фино ако си у театар, значи ако си не знам, на некој перформанс па имаш тако. Значи ова се многу реални стихови, ова е нешто, ова се стихови кои што, значи ова не е Павловата поема за љубовта, за он да освои златен венец на атинските, не знам, вечери или стручките вечери на поезијата, зашто Струга е уште тоа време постоел. Така да, значи ова не е Павле кој што сака да поетски да се изрази за љубовта. Значи Павле има кај себе една многу интересна поетска димензија. Ако го читате неговите посланија, нема он пишува една проза која што граничи со поезија и поезија која што граничи со проза, затоа што тоа е неговиот начин на изразување. И еве го Павле во оваа 13 глава. Зборува за луѓе, зборува за црква, во која што перформансите се ценеле многу повеќе од оно на што црквата е првенствено повикана да го сака Бог и да се сака едни со други. Тоа е контекстот. Значи не е ова, ај сега да видиме од храмот на Зевс еден поет да прочита нешто за љубовта, ај сега од овие следбеници на Исус да прочита некој нешто за љубовта. Ова е Павле кој што зборува за црква, кој што е во големи проблеми. Затоа што Бог им дал многу дарби и многу таленти, и тие луѓе си мислат дека пошто има многу дарби и пошто има многу таленти, тие немаат потреба еден од друг. И оно што е најбитно во таа црква, во оваа Коринтска црква е всушност да се види кој има поголем талент и кој е позначен за Бог и со само тоа кој е позначен во самата црква. Павле вика никако. Тоа е контекстот. Значи сакав на кратко да ви кажам контекстот за да не мислиме дека оваа 13 глава во прва Коринтијаните е напишана за некакво поетско читање. Не е напишана. Напишана е за една проблематична ситуација. Ама ситуација во која што Павле зборува на овој поетски јазик, затоа што ја верувам дека сака да им ја разбуди имагинацијата. Сака да им го отвори умот за некои нови слики.
да сака да им го отвори умот за тоа како всушност изгледа љубовта. Затоа што често пати сте имале такви разговори, христијанството ти е у принцип живење у облаци, така. Тоа е само ајде се сакаме, ајде не знам, ајде читаме Библија. Значи тоа не е вистина. Ја верувам дека Павле и го пише ова затоа што во христијанството љубовта или се отелотворува, како што се отелотвори во Исус Христос и во нас, или ја нема, не постои. Ја нема и не постои. Ако таа не се отелотвори во нашите меѓупријателски односи, во нашите романтични врски, во нашите брачни односи, значи таа не постои. Не сме ние клуб за читање на света литература, да се разбереме. Значи ние сме луѓе кои што едноставно доаѓаме тука и оно што Бог ни го открил тука, оно што Павле пример ни го пишува за љубовта, сакаме да го видиме и сакаме да го со Божја помош живееме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и така силна вера што и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло. Не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа. А пророкувањата ќе минат, јазиците ќе замолкнат и знаењето ќе исчезне. И во 13 стих ова се го завршува со остануваат три главни работи, три главни нешта, тоа се верата, надежта и љубовта, и најголема помеѓу нив е љубовта. Видите каква слика ни дава Павле за тоа како треба да изгледа љубовта. Гледате како Павле не се задржува негде во облаци да каже сакајте се со голема љубов, о христијани, сакајте се и љубете се. Не, вика вака. Ако овој текст, знаете што вика? Ако сакаш да знаеш дали сакаш некого и ако сакаш да знаеш дали некој тебе те сака, еве како љубовта изгледа. Па ти сам види. И на прво место не е тоа дали некој нас не сака. На прво место всушност Павле тоа што го инсистира е всушност секој еден од нас во прво лице еднина да се праша што всушност на каква љубов сум јас повика. Што минатиот пат зборувавме. Кај нас главната работа е што јас зимам, што јас примам. Павле вика не, како ти даваш и како ти сакаш. Од 1 до 3 стих ни кажува една работа, дека какви да се нашите дарби, какви да се нашите таленти, какви и да се нашите способности, ако ниното практикување е безљубовно, ако нема љубов, ако љубовта не го мотивира употребата на ваквите дарби, тогаш тие губат вредност. И ова е нешто што е повторно екстремно контракултурно, зашто денеска нас ни се кажува следново. Ти само прави го тоа што треба да го правиш најдобро и не е битно како го правиш и од која мотивација го правиш. И оно што на Бог му и како важно е нашето срце, нашата внатрешност. Од каде произлегува употребата на одредени работи во нашиот живот. И тука кажува неколку нешта, вика да зборувам на сите човечки јазици. Значи сите јазици. Денеска нели интересно е ќе сретнеме некој, јас зборам 3 јазици, јас зборам 5 јазици, јас зборам, не знам, читав за еден македонец и пријател ми вика 34 јазика збори човекот. Викам што јазици? Значи тоа е огромно нешто, нели, како достигнување. Па дури ангелски, значи дури јазици кои што немаат, кои што се присутни на оваа земја, ама чие што потекло не е всушност на земјата, туку се од оние други сфери, од ангелските сфери. Штом вика љубов немам, ќе бидам како бакар што звечи. И ја може требаше да земам, сега ми текну моментот да земам на чинела и да правам динг, 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 значи да слушнеме како тоа бакарот, како тоа тој убав кован, зилџан или не знам што имаме ние, сабија, што имаме? Да, пајсти имаме поише бакари што звечат. Значи така од прилика звучиме. Значи има звук, нема суштина. Има звук, нема суштина. И да имам вика пророчки дар. И да ги знам сите тајни, нешто што денес
како да станува многу важно, значи луѓе кои што имаат и Божји увид во животите на другите луѓе, и од друга страна луѓе кои што ги знаат тајните, во смисол луѓе кои што имаат инсайдерски информации, луѓе знаат како ќе се движат некои покрупни сегменти на одреден град или на земја или на целото човештво. Значи дури тоа да го имаме. Ако тоа нешто не е, ако таквите увиди не се дадени во контекст на љубов, значи тие продолжуваат да служат себични интереси. И не треба да идеме подалеку, нешто што секој ден е кај нас на телевизија, Сирија. Сите се обидуваат да добијат увид во тоа што всушност треба, што всушност е ситуацијата во Сирија и што всушност треба да се прави. Зошто? За сите да имаат чаро тие луѓе. И ние имаме еден куп избеглици тука затоа што големи сили сакаат да извлечат, да максимизираат профит од таа земја која што денеска крвари заради таквото нешто. Значи не е тоа од љубов, не е тоа дека се собра големите сега ќе им изразуваат љубов на сириците, леле многу ве сакаме. Не, тоа е сериозна работа, тоа е момент во кој што пазете, од сите страни бомбардирања и крвопролевања, точка. Зашто? За профит и за некои геостратешки интереси. Значи дури и тоа сакав да ви го дадам во една врска, затоа што го гледаме пред нашите очи како тоа кога е во отсуство на љубов едноставно доведува до искористување и до крвопролевање. Да ги имам сите знаења за сите работи. Ова е многу често македонски дар, нели, сите да знаеме се, значи дури и тоа да имаме, да сме македонци сами по себе, значи тоа реално ако нема љубов не може да се нема контекст, нема сила. И третиот стих е многу интересен затоа што навидум не ни е баш најасен. Еве зашто не ни е јасен. Вика да го разадам целиот имот, Исус вика, нели, продај се и следиме, тоа е како се вика повик на Исус кој што некои луѓе низ историјата го имаат чуено. Или пак да дозволам телото да ми изгори, значи дури спремност за мачеништво. Ако не произлегува од љубов, како што е тоа во Христовиот пример, ако било која форма на трпење во мојот и во твојот живот и на одреден степен на мачеништво, иако во нашиот контекст вредат они Павлови зборови и да сте трпеле, не сте трпеле до крв и до смрт, значи ние сме трпеле во некои помали форми. Дури и такво нешто да е дел од нашиот живот. Ако не произлегува од љубовта кон Бога на прво место и кон луѓето, тоа нема значај. И тука мора да се сетиме на еден клучен факт дека тоа што Исус го направи и таа смрт во која што самиот Исус влезе е всушност смрт која што беше израз на Божјата љубов. Израз на Божјата љубов. И со ова се завршува овој мал пасус од 1 до 3 стих, со кој што Павле недосмислено кажува тоа, што и да се твоите перформанси, што да се моите перформанси. Без разлика дали се тоа работни перформанси, од Бога дадени и благословени, или се можеби духовни перформанси. Ако тие не се употребуваат, ако тие не произлегуваат, ако тие не се во употреба заради тоа што ние го љубиме Бог и затоа што го љубиме нашиот ближен, нема од тоа ќар. Нема од тоа добивка. Нема од тоа добивка. И особено оваа порака е значена во овој свет, како што кажавме, каде што перформансите имаат предноста пред љубовта. Од 4 до 7 ни се дадени, значи од 13 глава 4 до 7 стих Павле ни дава веќе увид во тоа кои се карактеристиките на таа љубов. И вака вика текстот. Љубовта е долготрпелива. Љубовта е долготрпелива. На старогрчки макроthumia. Долготрпелива. Ако мене ме прашате, ако лично ми речете како според тебе Никола се пишува долготрпелива, јас ќе ви го кажам следното. За мене лично долготрпелива се пишува со 6 о. Долготрпелива. Значи имаш Д, имаш 6 о и после тоа иде ЛГО и трпелива. Долготрпелива. Љубов која што и го има долгото трпение, заради со кое што ќе му се дозволи на некој да го доживее од Бога дадениот потенцијал во Божјото царство. Долготрпелива. Долготрпелива. И мислам дека реално е, кога ќе се сетиме ние на луѓе кои што не сакале во нашиот живот, кои што реално не сакале во нашиот живот, ќе видиме луѓе кои што покрај нашите грешки, нашите гревови, нашите глупости, имале оваа карактеристика. Биле многу долго трпеливи. Биле многу долго трпеливи.
И тоа се понекогаш можеби за мене барем доаѓа слика на родители и дете. Детето уште се мачи, не може да оди и они браво паѓа и ќе земе ќе растури, нели? Еве го сега ќе јадеме, отишто све доле, ајде уси. Значи, таа долготрпеливост која што ние искусуваме во нашиот секојдневен живот. Долготрпеливост на наши долгогодишни пријатели. Кога сме ние со некои долгогодишни пријатели, неминовно ние имаме однос и врска која што подразбира долготрпеливост. Или да кажам понародно, знаат да не истрпат. Кога си имаме нашата жута минута, тука се и те сакаат и ти ќе завршиш и после ден или два ќе ти каже, абе знаеш што? Тоа што го кажа или тоа што го направи пред 2 дена, тоа беше катастрофа. И ти више знаеш. Ама некој требал да биде долго трпелив со тебе и да остане твој пријател и така всушност нашите пријателства се затврстуваат. Така романтичните врски се затврстуваат или нема да постојат. Така бракот всушност се затврстува. Или нема да постои. Долго трпелива, вика, полна со добрина. Неминовно. Таа долго трпеливост е всушност произлегува таа добрина која што ја карактеризира. Неколку работи тука имам. Не завидува. Многу значаен елемент. Кога јас и ти завидуваме, значи ние автоматски немаме љубов за некој. Кога јас и ти завидуваме, кога некој ни завидува, нема љубов за нас. Односно, што значи завидувањето? Дека или ние или некој кон нас не гради однос на љубов и на прифаќање првенствено, туку гради нешто друго, размислува во она што го кажавме. Се моли Ане да не ми се смее, поготово прв ред. Значи, она што претходно го кажавме, базира однос на перформанси. Се мери. И секојаш кога ние се мериме, или добиваме или губиме. И секојаш си викаме, подобар сум од неја или подобар сум од него, затоа што имам 1, 2, 3, имам подобар статус, побогат сум, боле образование, поубава девојка, значи што и да е. И се споредуваме. И кога ние завидуваме, ние всушност не функционираме во рамките на љубовта. Ние функционираме во рамките кои што се вон библиски, вон оно што Бог нас не повикува да го живееме. Всушност имаме ситуација во која што ние перформансите ги ставаме на прво место, а не односите, не самиот човек, туку не кој е тој, туку што тој прави. Не кој е тој, туку што тој прави. Споредување. Вика, љубовта не се превознесува. Со други зборови, љубовта не гледа од горе. Не го дига носот. Не гледа од горе. Значи имаме ситуација во наши животи, не знам, каде е некој мистер или госпожа, значи и ги гледаш дека имаат став, дека цел свет постои само заради нив. И дека све друго се мравкички, малечки. И дека сите треба да се тргнат, да они не знам, да седнат и преку секој контакт, преку секој, како да кажам, гест, комуницират едно нешто. Над тебе сум, над вас сум и тоа сакам да биде признато во било кој контекст. И понекогаш тоа се протоколарни контексти, ама не зборам за протоколарни, некој по својата функција всушност мора да биде така приведен, ама зборам за оној реален момент во кој што дури на најобично, не знам, кафе со некого, гледаш дека има таков еден став. Зошто? Повторно перформанси. Ориентирано кон перформанси. Кој си ти на крај крајот? И тебе треба да ти биде чест што седиш со мене и што го пиеш ова кафе. Тоа е тој подтекст заради кој што ние всушност не изразуваме љубов, туку изразуваме нешто друго. Не се горде. Гордоста многу често претходно ја подразбирав како став повторно некоја надменост. Гордоста е став. Гордоста е начин на гледање на себе си, кој што гледање на себе си во едно нереално светло. Кога имаме ние превисоко и нереално мислење за себе. Библијата ни вика дека сите сме ние у иста каша како човештво и ние тоа го тргаме на страна и си викаме, знаеш што, јас сум може таа цела каша, ама во рамките на таа каша јас сум подобар од тебе. Тоа е гордост. И таа е опасна, затоа што таа многу често доаѓа до ситуација во која што ние си викаме дека јас сум направил толку многу работи во мојот живот, јас сум поминал толку многу работи во мојот живот, што мене Бог не ми е потребен.
ти мене не ме знаеш, јас сум се мачел од мал или сум се мачел од мала и сум поминал овој и мене Бог не ми е потребен. И мене значи не ми е потребно ништо надворешно. И тоа е нереално. Библијата упатува на тоа дека таквото превисоко и нереално мислење за себе е вовед во пропаст. Не прави нешто што е непристојно. И мислам дека ние треба и во однос на ова да бидеме многу чувствителни. Многу често имаме прилика да видиме како, не знам, 20 пријатели или некои кои што се во романтична врска или во брак, една динамика во која што едниот член на ваквата врска е всушност непристоен во смисло на тоа дека го омаловажува другиот. И дека има можеби некој, не знам, некој шали, некој ха-ха-ха, некој хумор кој што е всушност многу перфиден и знае да и од тоа на спектарот до да кажеме моменти во кои што отворено навреди некојаш, нели, кога сме вака во поголемо друштво, навреди. Кога некој така непристоен кон тебе, не те сака. И нема, мислам, ако е тоа константно непристојно однесување, значи не зборам, не знам, му пукнал филм, на сите ни пука филм. Ама кога некој еднаш, два пати, секогаш кога имате гости, кога ги видат пријатели и кога ги скочите со некого, кога некој не те почитува на таков начин, не те сака. Не те сака. Има нешто кое што веројатно тој или таа го гледа повторно низ таа призма на перформанси си вика мене ми е срам од тебе. И мислам дека нема по-лоши моменти кога си на маса со 1, 2, 3 пара, не знам, другари или другарки, што и да сте, и ќе почне оваа динамика помеѓу двајца и им отиде вечерта на сите други. Затоа што таквото нешто тешко се вари. Ја губам апетит кога има таква некоја динамика. И немојте да го рационализирате. Кога го правите за некој, значи немој да викаш ама на мене ми иде на живци цело време, ја изборам и она ми иде на живци. Не. Значи тоа е знак на отсуство на љубов. Така ни вика Павле. Кога така непристојно се однесуваме. Тоа е знак на отсуство на љубов. Не бара своје. Не бара своје. Мислам, значи можеме само на не бара своје уште 10 проповеди да поминеме, затоа што клучна карактеристика на сите нас денес е таа егоцентричност и себишност. Да си бараме своје. Или ќе биде по моје, или ничие, така? И цело време тоа е. Или по моје, или ничие. Па после се ствараат некојаш табори. Дечкото си има свој другари и они викаат немој сега да попуштиш, готов си. Ова има другарки, они се поиздржливи многу често у зборување и во советување и машките губат најчесто така си тоа. Значи она не по своје пука врската и као па најшто не идеш. Па не може на никого да му иде реално, ни во пријателство, ни во романтична врска, ни во брак, ако секој си бара само своје. Еве ти ги моите 10 правила, ако потпишеш овде доле, значи дека бракот ќе биде по моје и ти ќе ми бидеш на мене што? Робот. И има филм, не сеќавам како се вика филмот. Има филм кој што зборува за следно. Негде во Америка се создаваат роботи кои што се толку совршени кои има човечки облик. И работата е што не знам, мажи зимаат такви робот жени и тие робот жени прават се што ни сакаат. И као ајде, не знам, доручек, ручек, вечера. И ти имаш си тоа. Како се вика филмот? Киборг. Како? Погласно. Stanford Wives. Значи може има поише такви филми, може цел жанр на филмови се ова што ви го кажувам. Луѓето се оптеретуваат со, нели, тоа е битно прашање. И ги имаш маживе на све. Испеглај ми, исчисти ми, ова и овие све роботици, цака. Кошулата малце по, нели, крањата по, пеглаат, значи све штиркаат, пасираат, не знам што се прават. Молам? Да. Не, ништо, значи све тоа. И знаете што е интересно, значи можеш да живееш со таков еден робот и поентата е дека не можеш никош да имаш однос, затоа што односот подразбира слобода и можност некој да ти се спротистави, да ти каже, знаеш што, ајде да си фатиш ти кошулата малце за промена или што е. И на крај не беа, мислам дека ни роботициве, ни овие маживе што беа, дали у Стенфорд или како се вика Wives или у Киборг, не беа срекни. Тоа и со нашиот однос со Бог. Некој вика, јас сакам Бог кој што е ова и ова. Ти го имаш, само што ти е привезок у джеп ти, значи само извади си го и врти си го околу прст. Живиот Бог кој што над се би требало како најголемо битие
Интересно некој да ни се спротистави кога правиме глупости во нашите животи. Ама након ни се спротистави, онда ние мислиме дека онда он не е прифатлив за мене. Бог не е прифатлив за тебе. Тоа е интересна мисла. Нема неоправдан гнев, односно не се срди, не мисли зло, не употреба својата имагинација за смислување на деструктивни сценарија за ближниот. Тоа се оние наши видеоклипче што се правиме у глава за луѓе што ги мрзиме. Како нешто им се случува и ние сме као тири на крај радосни, као видео игри некој тирурирури динг динг паѓа доле. Не знам, се случува катастрофа или се случува момент во нашите видео клипови како сме ние однаш сите сваќаат дека сме ние најдобри од цел свет, а они се најлоши од цел свет и радост, блика, љубов, зрачи заради таквите клипчиња. Таквите мисли не одразуваат љубов на која што Бог нас не повикува. Слушате добро, на неправда не се радува, а на вистината се радува. На неправда не се радува. Ние немаме љубов и луѓе немаат љубов кон нас. Кога се случува одредена неправда и некој заради таа неправда страда, и ние си викаме, како поише не ги задеси. Тоа не е љубов, тоа не е христијанскиот повик. Точка. Има моменти во кои што се месите ние као фини, као, слушна ти за, да, леле, стварно изненаден сум. А унутре си викаш, Боже, удри, Господе. Малце беше, втора рунда чекаме. Такви мисли, кога ние имаме такви мисли за луѓе во кои што ние сакаме деструктивни сценарија во нивниот живот, ние немаме љубов. Нема љубов. А на вистината се радува. Радост која што произлегува од вистината и од она што е, како што е на вистина. Се извинува. Не бе чекам она да ми се јави. Не бе чекам он да ми се јави. И може треба двајцата да се извинат, или може треба да се извини едниот, ама без овој момент на извинување и простување, без таа динамика, нема пријателства, нема романтични врски, нема брак. Нема. Затоа што кога некој има љубов за некого, не му е, можеби му е тешко, ама тој си ја голта таа тешка кнедла, која што нема баш убав вкус, во име на продолжување на тој однос. И затоа извини. Значи не само окей си, како иде, него извинување. Збор кој што мислам дека исто така се поред кога го слушаме, извини. Извини затоа што бев ти направив нешто лошо. Извини. Извини во име на нашата љубов, значи извини во име на тоа нашиот однос да продолжи понатаму. Во се верува, на се надева и се претрпува. Значи, вера и љубов и повторно таа долготрпеливост во која што сме повикани на претрпување. И кога ќе размислиме, кога ќе ги видиме овие карактеристики, кога ќе видиме долготрпеливост и незавидливост и немање на гордост и превознесува, малку архаичен можеби термин, не бара свое и не се гневи и не мисли зло и не се радува на неправда, туку на вистината се радува и во се верува и се радува. Чив карактер е ова? Кој е ова? Слушнав нешто. Божиот карактер е ова. И ова е тој повик наш, ние да го наследуваме Бог и да дозволиме Бог да го гради неговиот карактер во нас. Имаме ние тука две опции. Или ние ќе си градиме наш карактер по некои наши идеи, или овој карактер ќе почнеме да дозволуваме Бог да ни го гради во нас. 2 Мојсеева 3:4-6 вика: потоа помина Господ покрај лицето негово, се мисли на Мојсе, и Мојсе извика: Господ Бог и штедар, милостив, долготрпелив, многу милостив и вистински, која чува правдата и покажува милост на илјадници, кој проштева беззаконија, неправди и гревови, кој виновни очистува, кој за гревовите на татковците ги казнува, дури и внуците до трето колено. И вика: а Мојсе побрза и падна на земја и се поклони на Бога. Мојсе има една блиска средба со Бог и тоа што го искусува не е страв, не е само леле колку си страшен Господ, туку таа длабока љубов и сочувство. И она што Бог го има за нас, оној кој што е реален негов карактер. И ако Мојсе вака го спозна, имаме еден стих кој што е за мене многу, како да ви кажам, суштински стих, заради кој што јас сакам да го следам Исус од денеска до моментот на мојата смрт. Еве го стихот. Јован 13:1. А пред празникот Пасха, знаејќи Исус дека му дојде часот негов, знаејќи дека неговата смрт се ближи.
за да премине од овој свет кон Отецот. И бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака. До крај ги засака. И ова до крај ги засака значи дека Исус толку не засака сите нас, што и во овој клучен момент не сакаше тој да каже Боже, евакуација. Не можам да го поминам, овие нека умрат сите, пошто не се достојни. Не. Вика, кога не засака нас, кога те засака тебе, до крај те засака. И се спрема да оди на крстот со таква љубов. Љубов која што сака до крај. Загрозен вид на љубов која што сака до крај. Љубов која што сака до крај. Без разлика. И понатаму Павле продолжува и вика, оваа љубов која што ни дадена од Бога во Исус Христос е љубовта на која што сме сите ние повикани еден кон друг. Не егоцентричната љубов, заради која што пукаат бракови, пукаат пријателства, пукаат романтични врски. Не љубовта која што е надмена и се превознесува, туку ваквата љубов. И вика, остануваат три нешта: верата, надежта и љубовта. Има празник во литургиските календари: вера, надеж и љубов. И знам затоа што мајка ми се вика Надеж, односно Нада. И вика, најголема меѓу нив е љубовта. И ова е момент во кој што ние, Павле и Исус, ни оставаат аманет на ваква љубов, на загрозен вид на љубов. Љубов која што денес е помалку и помалку има. Љубов која што директно го одразува Бог и која што, кога е отелотворена во мојот и во твојот живот, всушност значи дека ние сме Божји амбасадори и ние градиме цркви, односно оази во рамките на ваквите култури во кои што живееме и ваквата љубов ја живееме. Венчален завет. Интересно е како оваа љубов била, ваквата христијанска, Христова љубов била пренесена, била мотиватор на оној венчален завет, кој што вика дека во богатство и во сиромаштво, во радост и во тага, во здравје и во болест, се додека смртта не раздели. Тоа е тој завет, кој што не му текнал на матичарот пред самото венчавање. Слушај, што да им кажеме на овие? Нешто за радост, за љубов, за нешто, ме болива, за болка, значи, ова не е нешто што се кажува тек така. Ова е суштински завет кој што произлегува од ваквата Христова љубов. Во богатство и во сиромаштво, во радост и во тага, во здравје и во болест, се додека смртта не раздели. И ова е за мене филмска љубов, зашто само на филмови денеска поише гледаме него реално. И оваа љубов треба да биде наша христијанска љубов. Такви да бидеме, не само во брачни односи, туку да бидеме такви и во секој еден однос. Во однос со наши браќи и сестри во црквата, во однос со наши пријатели, во однос со било кој човек со кој што е дел од нашите животи. Ваква радикална љубов, во богатство и во сиромаштво, во радост и тага, во здравје и болест, се додека смртта не раздели. И ова кога се зборува на венчавање, сеќавам на моето венчање, значи ова е само во радост и тага и во се побрзо само ајде чекаат гостите, да. Значи во радост и во тага и во се друго. Денеска мислам дека овој завет, согласно некои нови вредности, треба вака да се промени. Нов венчален завет. Во богатство или ништо друго, во радост и се додека си ми покеив, во здравје и додека лепота трае, а ако овие работи ги нема, развод, тоа се знае. Значи, така, да, значи, ушеднаш. Во богатство или ништо друго, да не се лажеме уште старт, во радост и се додека си ми покеив, ова е широка категорија, во здравје и додека лепота трае, овие работи, а ако овие работи ги нема, развод се знае. Значи да нема некои недоумици. Мислам дека ова би бил некој пореален момент денес, пореален завет, затоа што постои динамика која што никој сме веројатно помоли си викаме, знаеш што? Па добро, може проповедников не бил погоден ручекот, па беше малце љут и затоа вакви некои работи не кажуваше. Среќам еден мој многу драг пријател. Минатово лето, кога бев во Чикаго, човекот, како да ви кажам, еден од мои најдлабоки христијански примери што ја лично сум го запознал во мојот живот, наш пријател е, мислам, на мене е сопругата, Мајк Вудров. Значи Мајк Вудров за мене кандидат за претседател на свет. Значи, ако таму вика без точка,
некаква, нели, прљава, значи тој е Майк Вудров. Човекот препон со љубов за Бог, препон со љубов за луѓето, препон со таленти, со све, и тоа сака да го вложи во развој на водачи, христијани водачи низ целиот свет. Майк Вудров. Значи, како да ви кажам, омилен мој човек, омилен човек Майк Вудров. Майк Вудров пред година нешто изгубивме комуникација, не го слушам, не знам што е со Майк. Го среќавам, се договараме средба, во Чикаго го среќавам и гледам некој Майк, не ми е Майк. Викам, Майк, што е? Викам, не разбирам. И ми вика, имав мозочен удар. Пред 2 години. Човекот на мои години, пред 10 години, трчаше по оние полумаратони како доручек, ручек, вечер. Маратони, има маратон, трчам. Пливање, трчам. Значи, здрав живот, да не зборам, не пуша, здрава искрена, чудна работа, нешто ми кажа самиот. На пливање дојдов некоја повреда, мозочен удар, едва го спасиле човекот. И сега тој човек кој што ја го знам дека бил срча, дека говорник, мислам, ја кога изборам често вие само на саат гледате, сега уште колку има гале. Човекот да го слушаш 10 сата да не мрднеш, значи реално е. Да не мрднеш од место. И го гледам, бавно оди. Кога дојде кај нас во Ванкувер, прво што му беше важно, дали он вика Ванкувер бил број 1 за џогирање. Ајде се видиме, вика, у 8 саат за доручек. Ја викам, добро, викам, да не е малце рано. Не, вика, у 5 сат, вика, станувам таман, ќе истрчам 20 километри, ќе читам Библија, ќе се молам, значи сите тие нешта. И го гледаш вака. Си викам, значи ме погоди, затоа што и не знаев, затоа што не бев дел од таа ситуација. Ме погоди. Си викам, Боже, Майк ли? Майк требаше да живее 220 години, човече. Тоа беше Майк. Ама животот е немилосрден. И му викам, како си? Што ти беше? Како ти беше? Майк, откако дошол при себе после мозочниот удар, 2 години продолжил да се станува рано и напишал 6 книги од по 100 и нешто страни, 6 книги од по 100 и нешто страни, ова и за гледачите и за слушателите, за да ги реално запише своите искуства како човек кој што преживува мозочен удар. Сега ние немаме време така, пошто нели имаме многу побитни работи, ама мајки тоа стигнал да го направи. Значи ја му се восвитам уште поише. И ми вика една работа. Знаеш, вика, која е динамиката? Ќе ти кажам, вика, најреално која е динамиката кога човек има мозочен удар денеска, во овие околности, во оваа култура. Има мозочен удар. Има мозочен удар, не може да работи. Не може да работи, не може да се исплаќа куќата. Не може да се исплаќа куќата и губи жената. И на крај завршува некое место за луѓе веројатно што имаат мозочен удар. Значи, губиш здравје, па губиш финансии, па губиш брак и губиш све друго. И уште поише ценев. Тоа што околу него видов неколку луѓе од црквата, кои што беа тука со Майк. Майк денеска, мислам, комуницира, функционира, вози, сите тие нешта. Вика една работа. Да не беше кај мојата сопруга, да не беше црквата во вакви моменти. Јас ќе отидев по тој познат пат на губење на се. Ако сите дигнаа раце од мене, кога бев како мало бебе, со инфузии, лежам и не знам за себе, не можам да комуницирам. Тоа беше следното нешто за мене. Ќе викам, добро е, Майк. Тоа е, викам, сигурно нели надвор од црквата, нели ние сме повикали нешто друго. Знаеш вика што? 2 недели после мене, мој пријател од црквата имаше мозочен удар. И ја изгуби работата, и изгуби куќата, и изгуби жената. Толку. Значи не ми кажа ке мене у црквата сите имаат крилја и летаат околу и човече, значи ми кажа за да динамика кој што беше за жал дел од неговата црква. И мојов драг пријател Майк имаше искусено таков вид на љубов кој што е загрозен денес. Љубов која што е во богатство и во сиромаштво, во радост и во тага, во здравје и во болест.
И ја верувам дека тие ќе бидат заедно, мајки неговата сопруга ќе бидат заедно, се додека смртта не ги раздели. А овој друг завет, овие денешни вредности, не носат на пат кој што е широк, навидум широк и кој што нигде не води. Колку бракови се растурени заради тоа што едниот брачен другар почнале заедно, биле не знам пост факултет или пост средно, почнале заедно, едниот успеал поише од другиот у своето подрачје, у својот домен и почнуваат приказките. Абе знаеш добро, трнавме исти бевме тогаш, ама јас го надминав мојот сопружник. Еден куп разводи се денеска од таа причина. Абе знаеш, не растевме заедно. Понекогаш жената родила едно дете, две деца, не знам, три деца. Сопругот работил и можел да се посвети на градење на статус и на кариера. И после тие деца, он дојде во ситуација да каже, знаеш што, тука е негде, завршуваме, затоа што веќе ти не си добро за мене. Болест, ви кажав. Мозочен удар, завршува, се. И тоа е каде нас не води оваа култура денес. Значи, тоа неминовно, тие наши некои трки по 300 работи не водат. Не водат до такви сценарија. И затоа се поише, не само на Запад, луѓе пишуваат брачни преддоговори од по 200 страни. Значи да се знае лажичето купено на вториот годишен одмор, кај кого ќе иде. Тоа е таа наша обседната со нас самите. Тоа се тие некои емоционални огномети кои што ние ги толкуваме како љубов и кои што не траат заради тоа што немаат нешто за што ќе зборуваме следниот пат. Немаат две компоненти за кои што ние ќе зборуваме следниот пат. Клучни компоненти за ваквата љубов да може да трае и да обстане. И мислам дека најреално ова што го збориме денес да го завршиме вака. Како до ваква љубов? Како јас и ти да бидеме луѓе кои што ќе отсликаме оваа љубов. Една многу интересна вежба е следнава. Да вечер кога ќе си одите, да отворите овој текст и да од 4 стих до 7 стих на местото на љубов го ставите вашето име. И да видите како тоа Бог очекува не само него да го љубите, туку да ги љубите тие кои што се околу вас. Ама како до таа љубов? Само со прифаќање на фактот дека Бог нас не засакал, дека Бог тебе те засакал и дека не треба да направиш ништо и не можеш да направиш ништо повеќе за да сака повеќе. И да почнеш да примаш таа љубов, да почнеш да отвораш контексти во твојот живот, да дојдеш во црква, да бидеш дел од мали групи, да читаш Библија, да се молиш и да дозволиш Бог да ти ја излее таа љубов преку Светиот Дух, зашто Бог не е доктрина, Бог не се само букви, Бог не се само здраво и како си, Бог е оној кој што сака да биде близок до нас и е близок до нас. Многу често ние не отвараме контексти за таквата Божја близкост во нашите животи. И кога сме ние со него, почнува да се објаснува нешто што е народно, нешто што ние го нарекуваме с ким си такав си. Почнуваме заради нашето дружење со Бог, заради нашиот живот со Бог, заради тоа што ние почнуваме да му веруваме на Бог, да му веруваме кога неговите упатства не ни одговараат и кога нашиот живот, нашите реакции, оние најинстинктивни реакции ни викаат дека треба нас спротивно од тоа нешто да живееме. Во таквите моменти, кога тогаш ние ќе ја искусиме таа љубов, ние ќе почнеме да доживуваме трансформација. Длабока трансформација. Длабока трансформација на која што сме повикани и ќе станеме луѓе, ќе станеме мажи, ќе станеме жени, ќе станеме момчиња и девојки. Со кои што луѓето, на кои што на другите, на некој ќе му биде чест да биде со нас. Да биде наш пријател, ќе му биде драго да биде наш пријател. Ќе му биде драго да биде наш сопружник, ќе му биде драго да биде близко до нас. Тоа е тој момент на загрозена љубов. Некој што е повикан на црквата и таа црква, и јас и ти како поединци, како делови на таа црква, можеме ова да го доживееме. Само кога ќе се отвориме за Божјата трансформација, која што во нашиот живот се случува по негова милост и не мора да направиме ништо за да ја доживееме. Треба да се отвориме и да ги искористиме работите кои што тој нас бесплатно не ги дал.
Загрозената љубов е иднината на црквата. Овој тип на загрозена љубов е иднината и на општеството. Овој тип на љубов е всушност нешто што може да направи најголема промена. Без кампањи. Само на ниво на индивидуално и вакво црквено заедничарско делување. Тоа е љубовта, која што ние видовме во Исус Христос. Безусловната љубов, која што дава шанси и не се гневи и не се радува на грев и е великодушна и е долго трпелива. На таква љубов сме повикани ја и ти. Амин.